Драги мои, почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание, во шестото издание на нашиот и ваш подкаст Демократски импулс. Денеска имаме повторно една интересна и прекрасна личност на гости. Уште еден доказ дека не викаме на гости само политичари, овој пат ни доаѓа од приватниот сектор, бизнисмен и машински инженер Зоран Петковски. Добре дојде и чувствува се како дома. Добро ве најдов и поздрав до вашите гледачи на Демократски импулс. Зоран, како и секогаш, така и сега ќе започнеме со самите твои почетоци. Кажи ни вака накратко нешто повеќе за тебе, за да нашата јавност, нашата публика дознае нешто повеќе за тебе. Па, јас од млад многу го сакав спортот, многу спортував и во средното училиште се занимавав со атлетика и со шах, стрелаштво и така натака, меѓутоа од мал, односно од средната школа, многу ме привлекува боречките вештини и боречката источна филозофија. И тоа паралелно го спортував, го вежбав за себе, за својот мерак што се вика, и тоа е тоа нешто од порано посебно, нема активен спортски живот. Мораме да напомениме дека ти си вице шампион во кикбокс 96-та година. Па да, што не е воопшто мала работа. Не можеме со многу луѓе да се пофалиме дека имаме многу спортисти што се шампиони или вице шампиони во било кој спорт, нажалост. Да, јас со кикбоксингот практично тоа беше продолжение на она спортска кариера од фудбалот. Јас играв во помал клуб општински негде 7 години. Во кој клуб? Во Маđари. Маđари. Да, играв фудбал и потоа тренерот на Пелистер од Битола, Ѓоко Хаџиевски, ме повика. Дојдов во Пелистер и таму почнав да се занимавам. Ти бранеш, ако не се лажам, така, голман. Да. 2 години играв професионално за Пелистер и тука се сретнав со првиот клуб во Македонија кој што ги изучуваше кунг-фу вештините и джит-кондо стилот на кунг-фу. Тоа беше Златко Неделковски, мајсторот од Битола, и со него паралелно играв фудбал. Тоа сега запрашам, значи паралелно и фудбал и кикбокс. Колку е тоа тешко паралелно два такви тешки спорта, да? Тоа е многу тешко, тоа е многу напорно, затоа што со фудбалот имавме често пати 2 тренинга дневно и после тоа имав трет тренинг навечер за кунг-фу, за кикбоксинг. Всушност ти си немал време за приватен живот. Па, приватен живот во слободно време, ако излезам малце до чаршија, тоа беше во Битола, што се вика, меѓутоа тоа беше посветување максимално. Тоа беше една голема љубов кон спортот, кон фудбалот и кон вештините, меѓутоа тоа беше едно поврзување, затоа што оние квалитети кои што ги добивав со вештините, брзина, експлозивност, интуиција, читање на противници и така натака, тоа го применував и во фудбалот како голман, така да постигнав и... Значи вин-вин ситуација. Да, тоа се дополнува. Така. Исто така морам да кажам и дека додека играв фудбал и додека вежбав кикбокс и кунг-фу, джит-кондо, јас истовремено и ја правев дипломската работа на машински факултет во Битола, во Рек Битола, го правев дипломска работа во возниот парк на Рек Битола. Зоран, како си успел се ова да го направиш? Тоа е работа на голема волја, голема организација и така натака. Дали уште од млади денови, уште од мал ти знаеше што ќе станеш кога ќе пораснеш? Не сум ни размислувал што ќе бидам. Јас од мал мене ме привлекува некои работи како да им помагаш на другите луѓе, да... Значи хумани работи. Па и хумани, така да ги заштитуваш, значи повеќе нешто, ми се допаѓаше полиција, ми се допаѓаше војска, ми тоа не беше тоа. Јас не знаев што всушност ме влече, ми тоа. После тоа излезе дека се боречките вештини и тука се дадов целиот и така. Така. Значи, Зоран,
спомнавме дека ти си машински инженер. Кажи ми, од каде љубовта кон машински инженер? Дали може би твоите дома ти ја наметнале таа работа или ти сам природно ти дошол во тоа, природно си Не, сакал? веднаш да кажам дека јас не сум заљубен во машинството, ниту моите дома ме притискале тоа да бидам. Едноставно, јас цел живот мене ме привлекува математика. Јас сум математичар, човек што решава проблеми и во тоа уживам. И кога требаше да се запишам во средна школа, не знаев што да се запишам, немав представа што ме влече и се запишав во гимназија. Кога ја завршив гимназијата, исто така не знаев што сакам, само знаев дека сакам такви природни науки и математика посебно. И од сите факултети наједноставно дојде машинскиот, меѓутоа тоа го си признавам, тоа го одбрав затоа што машински факултет беше престижна професија, иако беше најтешкиот факултет во тоа време. Дури мислам дека кажуваат и од медицинскиот и од не знам кои други, меѓутоа се е работа на привлечност. Јас мислам дека ниту медицина, ниту право, ниту било кој друг факултет немаше да може Значи да не го ти било заврши. ништо наметнато, него ти си го сакал тоа и Јас те сметав, привлекувало. Јас морав нешто да имам како струка. Да се разбереме, значи не сум го сакал машинството, јас повеќе ги сакав борешките вештини, го сакав фудбалот, сакав нешто друго, не знаев ни сам што. Меѓутоа сакав да имам и сигурна стабилна работа, добро платена и затоа го завршив машинскиот факултет, што ми беше корисно во животот, затоа што кога ми заврши фудбалската кариера во Пелистер, потоа се вратив во Скопје и се вработив како инженер во фабриката за автобуси 11 октомври. Работев 3 години, меѓутоа фабриката пропадна и Така. морав да се ја барам среќата што се вели на друго место, така отидов во приватен бизнис и од тогаш до денес работам во приватна фирма. Зоран, пред да започнеме да говориме за овој дел, кога веќе говоревме за спортот, не спомнавме, а би сакал тоа да го спомнеме и да го потенцираме, дека сепак ти си, како што спомнав, вице шампион во кикбокс. Кажи ни го патот кон ова титула, како се започна и како стана фактички европски шампион, дали можеби државата имала удел во сево, дали ти помогнала на некој начин или си бил оставен сам на себе да станеш тоа што подоцна стана? Тоа е подолга приказна, јас ќе се трудам, ќе се обидам колку можам пократко да ја кажам. Слободно. Практично, значи, јас со кикбоксингот започнав во Битола, 89-та година. Отидов таму да играм за Пелистер и после Значи ти играш фудбал во Пелистер и таму тренирам. кикбокс пус. После една година тренинг, јас веќе бев подготвен и мајсторот ме прати на државно првенство на Југославија во Севкерин, беше меч на шампионите. Так. Во кикбоксинг, каде што освоив прво место и од тогаш практично почнав да се натеварувам. Во кикбоксингот го стекнав голема самодоверба и како што се вратив во Скопје 90-та година, се извинам, го оформив кунг-фу клубот Шаолин во Скопје, кој што за прв пат почна да се занимава со джит-кундо стилот и со кикбоксингот и почнавме со формирање прво на фул контакт турнири, беше Макфул турнирот го организирав традиционално во Скопје, во салата автокоманда. И 91 година се оформи фул контакт сојузот на Македонија. Тогаш кикбоксингот се викаше фул контакт. Сојуз за фул контакт се оформи и тој сојуз почна да организира државни надпревари, каде што можам да кажам дека немав пораз на ниво на Македонија повеќе години. Од 94 година почнавме да се натпреваруваме на меѓународни надпревари, учествувавме на Балканијадата во Белград, меѓутоа јас не успеав да се